Се што е заматено не може да се види, освен да се замисли. Така се доживуваат чувствата за тоа што е вистина, а што наликува на вистината. Љубовта не се плаши и доколку се внимава на неа, може да се очекува радост и помисла дека за многу работи во животот се наоѓа смисла. Единствено се упатуваме на барањето на смисла. Така среќата се прераскажува со долги изливи на нежност. Дали бесконечноста на човековата душа е во љубовта? Со читање на извадоци во убава атмосфера збогатена со изведба на женското трио Шербет, синоќа во ликовниот салон во Велес беше промовиран 14-тиот роман на писателот Јован Дамјановски, насловен како Благослов или проклетство. Истиот е една зрела генерацијска приказна поврзана со минатото, сегашноста и днината, а во неа, преку игра на зборови, Дамјановски раскажува за сликата на обичниот човек пред колективната слика на модерниот. Во овој роман се обидувам да допрам до книжевниот феномен, што се вика допир до стварноста, до животот. Сакам да го опишам судирот помеѓу моралот и етиката на современиот живот меѓу младите и постарите. И не случајно пишувам во овој роман дека младите, повеќе мина од нив, се вакцинирани од синтагмата, филозофската синтагма на старите, на обичајниот живот, на животот што го живеле нашите луѓе, кој што според нив треба да биде пример за пример и за младите, но младите си бараат свој начин на размислување, свој начин на изразување, свој начин на влегување во современиот живот, во современиот свет. И сметам дека таа борба не е само за сегашното време, туку ќе биде можда поважна и за помладите и за утрешниот ден, зашто и тие ќе станат родители. Со навлегувањето во современите филозофски, морални и етички дилеми, Дамјановски се обидува да стигне до етичкиот и морален лик на современиот човек со емотивните психолошки драмски заплети, а со споредување доаѓа до заклучокот дека младите понекогаш се вакцинираат од филозофските синтагми на постарите, беше речено на синоќешната промоција. Јован Дамјановски во романот Благослов или проклетство е во потрага по архетиповите кои ги внесува во развојот на личностите од неговите главни и помалку главни ликови од романот. Тајната на неговото разгатнување на вистината од сите животни приказни на ликовите од овој роман е дека секоја душа има потреба од поединечни анализи и дали старост обезведува посигурни заклучоци. Човековата клетва е во бесконечноста на чувствата за сакање. Издавач на романот Благослов или проклетство е Меѓународниот центар за славјанска просвета. Дамјановски веќе го најавува неговиот 15-ти роман под наслов Глобалните ѕвезди на небото. Признавам небо